Прво правосилна пресуда па помилување. Новиот закон пред народните избраници. Ако ги помине собраниските филтри, председателот на државата нема да може да аболицира лица пред за нив да има судски процес, односно ќе може да помилува откако пресудата ќе ја добие својата правосилност. Министерот за правда Никола Тупанчевски тврди дека новиот закон ги прецизирал роковите и надлежностите на сите институции кои учествуваат во одлуката. Има нови законски решенија, се оди нели на оние добри компаративни искуства. Крајното решение се разбира прво треба да биде изгласен законот во собрание, ќе биде со правосилна судска пресуда. Тоа значи дека во една поранешна фаза од судската постапка не ќе постои можност за помилување. Се покажа тоа дека не е најдоброто решение. Дадени се прецизни критериуми, се знае точно кои институции, до каде се надлежностите, ингеренциите. Додека Тупанчевски уверува дека во новиот законски текст се избегнати сите лавиринти на злоупотреба, адвокатите не се многу уверени. Од една страна ќе имаме одлуки кои се донесени од судот, а од друга страна ќе имаме политичко помилување на одредени лица врз основа на некоја комисија од Министерство од правда што не е во ред и се упатува една многу погрешна порака до сите граѓани на Република Македонија дека правдата може да се изигра и да се заобиколи. Инаку, последната примена на актуелниот закон беше во март оваа година, кога председателот Пендаровски помилува петорица, едно лице целосно, а четворица делумно. Кон крајот на минатата година пак, листата од 48 осуденици за новогодишни помилувања на Пендаровски беше повеќе од спорна за јавноста, бидејќи на неа се најдоа најконтроверзните осудени лица: Александар Василевски Нинџа, главниот сведок на обвинителството за случајот 27 април, бизнисменот Сеат Кочан, како и Бобан Илич, осуден за убиството на 4-годишниот Алмир во Куманово. По острите реакции, тогаш Министерството за правда ја повлече листата.